Добро вечер и благослов Божи. Се разбира уште една ноќ по благодата и милоста Божја, која што всушност не ја заслужуваме, но ја добиваме. Почитувани слушатели на емисијата Гласот на вистината, ова вечер длабоко верувам од моето срце дека сите заедно ќе имаме една убава и благословена емисија во која што ќе биде инспирирана од Духот Свети. Се разбира, апостол Павле, па другите апостоли кои ни се во Светото Писмо запишани, зборуваат дека Словото Божјо било инспирирано од Светиот Дух. И затоа Павле ќе каже дека целото Писмо е од Бога дадено. Затоа ние длабоко веруваме дека Писмото, Словото Божјо, Библијата, која што ја читаме, е Божји авторитет. И во нези Бог се објавува. Во нези го гледаме целовкупниот план Божи. Во него или во нези ја гледаме љубовта Божја дадена за човекот. Библијата вели во Евангелието на Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што ќе верува во него не да загине, но да има живот вечен. Ова е клучниот библиски стих кој ни е даден во Новиот Завет, запишан во Евангелието на Јован 3:16. Се разбира, Јован не бил тој кој што го изнел или го кажал овој збор, туку тој бил само очевидец и го запишал она што Исус го зборува, она што Библијата го зборува, всушност она што Бог го зборува, дека Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Ние денеска се закитуваме со живот вечен и сме наследници на Царството Божјо. Кога ќе го читаме Словото Господово, кога ќе отвориме во Библијата, особено во Евангелието на Јован, се разбира, апостолот на љубовта, како што Библијата ни го објаснува овој апостол, дека е апостол на љубовта, и отвориме во 14 глава и ги прочитаме во ведните текстови. Еве што Библијата ни вели. Не плашете се, или нека не се плаше срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот татко има многу места за живеење. А да немаше зарем, јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам и вас кај себе, за да видите и вие каде што сум јас. А каде одам јас, го знаете патот. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот, и никој не доаѓа пред таткото освен преку мене. Исус вели: во домот на мојот татко има многу места за живеење. Всушност Бог преку Исуса Христа сака да не направи наследници на Царството Божјо и да ни даде животот вечен преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Ако сонуваме за едно убаво утро, ние можеме да имаме едно убаво утро, за кое што реков минатата емисија, дека сите ние сонуваме за едно убаво и прекрасно утро. Но само преку Божиот Син Исус Христос можеме да имаме прекрасно утро. И не само што ние можеме да имаме прекрасно утро и прекрасно време, туку ние можеме да имаме и прекрасна иднина во Неговото име. Апостол Петар види дека нема друго име дадено под небото, освен името на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, со кој би можеле, се разбира, луѓето да се спасат и да имаат вечен живот и да имаат едно подобро утро. Видовме од минатата емисија
И читавме од Словото Господово и видовме со какви предизвици, со какви се непроблеми се соочува Божиот народ. Се соочува со многу потешкоти во нивниот живот. И Библијата ни открива дека Бог гледа и дека Тој слуша. И дека Бог ја знае нашата болка и дека Бог не останува пасивен, туку Тој интервенира и Бог сака да ја реши. Всушност Бог сака да го санира секој наш проблем. Тој сака секој наш проблем да го реши. И Тој има решение. Тој го има начинот, модусот и решението е во негови, се разбира, раци. Но нам ни простанува дали ние му веруваме на Бога, како што реков, и на неговиот збор Божи. Кога размислуваме и кога бараме од Бог да Тој го реши нашиот проблем, тогаш се поставува прашањето дали ние навистина му веруваме на Бог дека Тој има моќ и сила да го реши секое наше прашање и да понуди една добра иднина и подобро утро за нас. Со тоа што веќе животот или нашиот живот се разбира ќе има и смисла. Кога ќе ги читаме книгите на Соломон, мудриот Соломон, синот на цар Давид, ќе видиме дека исто така и тој бил трагач по смислата на животот и открил дека смислата на животот е само во Господа и дека цела убавина е само во Бога. Затоа, ајде ова вечер да ги оставиме сите наши разочарувања, сите нешта кои го притискаат нашиот живот, сите нешта кои што ни се случуваат, кои што не обесхрабруваат, разочаруваат, да ја оставиме во Божи раце секоја наша агонија, секоја наша препрека низ која врвиме. Бог го има рецептот, Бог го има решението во негови раце, затоа што реков, Тој ја знае нашата болка, Тој го знае нашето срце, Тој знае се што има во нашата душа, секоја рана, секоја болка во душата и во срцето, Бог ја знае. И затоа Тој не останува пасивен. Еве да отвориме, се разбира, во втората книга на Мојсе, 4 глава, ќе видиме како Бог интервенирал откако го слушнал гласот и пискотот и маката на израелците. Еве како Бог одма интервенирал и не останал пасивен. Еве што ни вели Словото Господово, ќе отвориме втора книга на Мојсе или Излез, 4 глава и ќе читаме од 18 се разбира до 23. Тогаш кад отиде Мојсе и се врати кај својот тез Јотор и му рече: ќе појдам и ќе се вратам кај браќата мои во Египет, да видам дали се уште се живи. Јотор му рече на Мојсе: оди си со здравје. И Господ му рече на Мојсе во Медијан: оди врати се во Египет, зашто изумреа сите што ја бараа душата твоја. Тогаш кога ја зеде Мојсе жената своја и синовите своји и го качи магаренчето и замина за Египет, а стапот Божи го зеде Мојсе во раката своја. И му рече Господ на Мојсе: кога ќе отидеш и се вратиш во Египет, гледај да ги направиш пред фараонот сите чуда, затоа за кој ти дадов мојк во раците твои. Јас пак ќе го ожестокам срцето негово да не го пушти народот, а ти кажи му на фараонот вака: вака вели Господ, Израел е мојот првороден син. Јас ти велам, пушти го синот мој да ми служи. Ако не го пуштиш, јас ќе го убијам твојот првороден син. Гледате како Бог интересно интервенирал. Дури не само што Бог го вратил Мојсе назад и му дал мојк и сила во неговите раце,
за да може да го порази Египет, туку и не само Египет, туку да ги порази сите тие египетски божества кои што биле, и цел Египет да узнае дека тој е Господ Бог кој го отвори небото и земјата. Божјата намера била да го изведе народот Божи и да го однеси во хананската земја. И затоа Бог му се закани на фараонот, на првото царство: пушти го мојот народ или мојот првороден син. Ако ти не го пуштиш, јас ќе го убијам твојот првороден син. И кога ќе ја читаме Библијата, ќе видиме што понатаму ни зборува. Ќе отвориме во 5 глава, 1 стих. А потоа Мојсе и Арон дојдоа кај фараонот, па му рекоа: вака вели Господ Бог Израилев: пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустињата. Еве гледаме како Бог интервенира. Не останува пасивен. Го повикува Мојсе и потоа експресно го враќа назад во Египет, од каде што и дојде, за да може да го изведи Божиот народ. Затоа што Библијата ни открива или ни открија минатата емисија, дека Бог што? Ја слушна нивната мака. Ја виде нивната мака, го слушна нивниот пискот. И Бог се смилува над нив. И тој одма интервенира. Ја верувам дека и денеска ние, можеби не сме заробени во некоја одредена држава во еден ваков тип, или овој ваков класичен тип на заробеништво. Но денеска човекот е заробен од гревот и му треба ослободување. Денеска од многу работи ние сме заробени за кои што и не сме ни свесни. Денеска, за жал, луѓето многу малку време посветуваат на зборот Божи, на самиот Бог. Многу поголем дел од нашето време го посветуваме на себе си, на работата која си ја ние вршиме. Денеска човекот нема време за Бог. Тој е до таа мера окупиран. Најчесто пати нашето слободно време го користиме седнувајќи на сите социјални мрежи, поготово на Facebook, TikTok, и се занимаваме со непотребни работи, со всушност невкусни работи. И да си го поставиме прашањето: како тогаш можеме да имаме благослов во нашиот живот? Како можеме да најдеме модус и решение за сите наши проблеми и грижи? И не само наши, туку и на нашите деца и на целото општество. Ако вака продолжиме и постапуваме да живееме, ние можеме само да си сонуваме за едно подобро утро, а за жал да немаме никакво подобро утро, затоа што го отфрламе Створителот на небото и земјата, немаме време за него. Одвај дали ќе најдеме време во некој празник да одиме на богослужба, да слушаме и да си замириме. И тоа е тоа. Затоа, ако сакаме промени, ако сакаме подобро утро, ајде животот, ајде времето да му го посветиме најмногу на Бог, на Неговиот збор Божи, и Бог навистина ќе не благослови сите нас и ќе имаме едно убаво и благословено утро. И заедно ќе му служиме. И јас длабоко верувам дека Бог, покрај целокупната ситуација во која што се наоѓаме, целата криза, пандемијата која што нас ни се случува, Бог ќе најде излез, ќе најде решение за сите наши проблеми и грижи, за да имаме за едно подобро утро. И не само да сануваме, туку сонот да стане стварност. Амин. Дали веруваме дека сонот за кој ние сонуваме за едно подобро утро може да стане стварност? Јас длабоко верувам ова вечер дека сонот може да стане стварност само во името на Исуса Христа. Имаме подобра иднина, подобар живот и подобро утро само во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Затоа, имајте убава благословена вечер. Господ со вас нека биде. Добри и кратки соништа
Имајте, Бог нека ве благослови, Бог нека ви помогне во сите ваши потреби и грижи. Се разбира, до наредната емисија насловена како Глас на вистината. Пријатна вечер. Добро вечер и благослов Божи. Се разбира, уште една ноќ. По благодата и милоста Божја, која што всушност не ја заслужуваме, но ја добиваме. Почитувани слушатели на емисијата Гласот на вистината, ова вечер длабоко верувам од моето срце дека сите заедно ќе имаме една убава и благословена емисија во која што ќе биде инспирирана од Духот Свети. Се разбира, апостол Павле, па